Кој си ти? Приказната е трогателна и вистинита и се случила во Тенеси во 1870 година. Бен никогаш не го запознал својот татко. Во тоа време било смртен грев детето да се роди во вонбрачна заедница и таквите деца биле нарекувани копилиња. Општеството било безмилосно. Уште на 3 годишна возраст луѓето го прашувале кој е неговиот татко, а Бен засрамено ја наведнувал главата. Децата не сакале да си играат со него. Мајките ги тргале своите деца како да бил лепрозен. Како што растал, работите станувале полоши. На училиште преживувал вистински пекол. На одморите си играл сам. За време на ручекот седел сам, но викендите биле уште полоши. Кога ќе отидел со мајка си во продавница, возрастните и децата го прашувале истото прашање. Па кој ти е татко? А Бен уште повеќе наведнувал главата. Во црква бил последниот што влегува и првиот што заминува за да ги одбегне непријатните прашања. Се чувствувал безвредно. Понекогаш посакувал да не бил роден. Кога Бен наполнил 8 години, во неговата црква дошол нов пастор. Тој бил прекрасен човек, просветен и љубезен, модерен и без предрасуди, Божји човек. Една недела на утринската миса завршила малку порано и пред Бен да има време да го избегне неизбежното, пасторот се појавил пред него. Нежно ја ставил раката на рамото на момчето и на изненадување на Бен се зачудил на целата црквена глас и го праша: еднаш за секогаш, кажи кој ти е татко, Бен? Настанала длабока тишина. Бен бил готов да се расплаче. Почекај малку, возбудено извикал пасторот. Знам кој ти е татко. Бог е твојот татко. Токму затоа си толку благословен. Имаш неверојатно наследство, синко. Само напред во големи победи. Момчето се насмевнало. Солзите се слевале по неговото лице, но сега тоа биле солзи радосници. За прв пат во неговиот живот Бен бил горд на себе. Толку горд што навистина продолжил напред и успеал да постигне големи победи. Бен отслужил 2 мандата како гувернер на Тенеси. Се запишал во историјата како еден од најуспешните гувернери во САД. Бен едноставно го сменил идентитетот. Повеќе не бил копиле. За миг станал Божјо чедо. Сега бил човекот за кој сонувал да биде. Потребен е само миг да го смените тоа кој сте, се додека го посакувате со сето срце. Само еден миг е доволен за да се природите. Некои од најголемите луѓе на светот имале тешко детство, биле тепани и силувани, биле одгледани од пијаници и ороспии, но сепак во одредено време за нив дошол величествениот миг, нивниот миг, мигот кога се природиле, мигот кога им се смачило од старото и го прифатиле новото, а потоа го негувале новото со грижа и внимателност. И станале луѓето што сите ги знаеме. А вие? Кој сте вие? Дали сте тажната приказна која што на сите им ја раскажувате? Приказната во која не сте можеле да го изучувате тоа што го сакате? Приказна во која сте имале лоши родители? Приказна во која сте биле погодени од рецесија? Приказна во која не си ја сакате својата работа? Да не сте вие оние кои ги убиваат вашите соништа? Да не случајно дошол мигот кога не можете да станете? Да не го стигнал мигот тоа што повторно може да се родите? Седам со пријателот и му раскажувам за мојот сон. Сонот за создавање семинар за себесвесност, кој што ќе го презентирам во сите училишта во мојата земја. Човек ми вели скептично гледајќи ме: мислиш ли дека ние ќе го смениме светот? Да, простако, ние ќе го смениме светот. Ако не ние, тогаш кој?